Ударните дупки на улиците во градот представуваат потенцијална опасност за возачите. Јавното комунално предпријатие досега интервенираше во многу случаи со поставување на бекатон на поголемите оштетувања на коловозот, но сепак голем дел од дупките и понатаму остануваат на улиците. Денеска започна санирањето на ударните дупки на повеќе локации низ градот. Се постила асфалт кој времено би требало да го реши проблемот, а возачите да се ослободат од стравот дека ќе го оштетат своето возило. Секако дека ваквите активности што ги презема локалната самоуправа се подготовка на улиците за престојната зимска сезона, кога најчесто се создаваат ударните дупки. Инаку се очекува во наредниот период, покрај санирањето на ударните дупки да се реконструираат и некои од улиците, односно да се постелат со нов асфалтен слој. Денеска во рамките на проектот соработка помеѓу полицијата и заедницата, имплементиран од ОПСЕ и Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ќе се одржи работна средба на која ќе учествуваат членови на советодавната група на граѓани и представници од полициската станица Свети Николе. На состанокот ќе се расправа за превенцијата од злоупотреба на дрога и превенција од трговија со деца. По повод 9 годишнината од загинувањето на Александар Серафимов, утре со почеток во 9 часот и 30 минути ќе започне меморијалниот турнир во мал фудбал, на кој ќе учествуваат десетина екипи од повеќе полициски станици од нашава земја. За најдобрите екипи на петиот меморијален турнир, кој го носи името на загинатиот припадник на полициските сили Александар Серафимов, обезбедени се пригодни награди и пехари.